Да, веднаш по вестите минути за првиот разговор во студиото. Вештачката интелигенција го менува светот во кој што живееме. Новелот со голема моќ доаѓа и голема одговорност и постои потенцијален ризик како сето тоа ќе го искористиме. Како вештачката интелигенција да се искористи во образовниот систем, колку овие алатки ќе им помогнат и на учениците и на наставниците да имаат додадена вредност во образованието. Ова утро говориме со моите и ваши гости. Добро утро или добар ден. Им велам на господинот Зенафер Бајмак-Грозданов, професор во Средното училиште Цветан Димов. Добре дојдовте. Добре ве најдов. И на професорот Мирослав Цветковски од АСУЦ Боро Петрушевски. Добар ден и за вас. Добар ден и од мене. На самиот почеток реков дека вештачката интелигенција практично е нов начин можеби на комуникација и на информирање кое што го менува и светот и образованието и сите практично дејности. Но колку и како таа може да се вклопи во образовниот систем и кои се потенцијалните и предизвици и ризици кои што самата ги носи? Професоре, повелете. Благодарам на прашањето. Тоа е нешто ново, меѓутоа не е толку ново. Јас би кажал дека тоа во последните години од пандемијата навака веќе е со засилено темпо. Ние го користевме за време на пандемијата, сега веќе гледам дека многу брзо се развива, има нови алатки и сепак ние би требало да ја сватиме како некоја усовршена алатка која што ќе ни олесни работата. Пред 10 дена почнаа и обуките за наставниците, значи практично некој вид на примена во образовниот систем. Генерално ќе одат нели етапно во фази. Како овие обуки стартуваат и колку се важни за да се добијат оние основни знаења и значењето на вештачката интелигенција, професоре? Самостојниот синдикат за образование, наука и култура е дел од проект Еразмус плюс програмата, во која што се вклучени 5 партнери, односно Синдикатот за образование, наука и култура од Република Македонија, потоа партнери од соседна Република Бугарија, Србија, Хрватска и имаме исто партнери од Белгија. Во овој проект се вклучени така наречени AI навигатори или навигатори за вештачка интелигенција, кои што веќе почнаа секој во своите држави да ги обавуваат овие работилници, обуки со по 20 наставници од средното стручно образование. Значи, во овој проект ќе бидат за почеток вклучени 100 наставници од 5 различни земји, ќе се работи на алатки кои што би ги примениле во образованието, односно во нашата секојдневна работа. Како ви изгледаат тие работилници за наставниците? Што вклучуваат? Вклучуваат за почеток, вклучуваат алатки кои што се нели општо познати за целата јавност, тоа се нели ChatGPT, Copilot, но исто така вклучуваат и делумно специјализирани алатки кои што се користат исклучиво за образование. Односно, имаме алатки кои што можат да ви помогнат при креирање на една од административните работи, јас ќе кажам, тоа се дневните подготовки. Имате алатки кои што можат да ви помогнат при креирање на квизови, алатки кои што можат да ви помогнат при вреднување на постигнувањата на самите ученици, алатка која што може да ви ја подготви вашата задача, односно да ја прилагоди задачата спрема потребите на учениците, односно спрема нивото. Ова алатка е пример корисна за предметите, јазичните предмети, односно нели имаме различни нивоа, B1, B2, C1, C2, така да и самата задача, работната задача за време на часот, користејќи ја вештачката интелигенција како помошник, не како замена, може многу да ви ја олесни работата. Кои вештини и знаења првично се најважни да ги стекнат наставниците во оваа прва фаза? Како што спомна Миро, обуката не е само за наставници за стручно образование, тоа може да се користи за гимназиските училишта. Најосновните вештини би требало да ги знае и знаења за користење на основни алатки на компјутер, офисот да знае да го користи, да знае да инсталира оперативен систем, би рекол, и да знае да го одржува тој компјутер.
Нормално, ние како обучувачи се трудиме да сето тоа биде лиценцирано, да нема краден софтвер, значи и Office-от и Windows-от, и нормално некој компјутер или лаптоп, било која алатка што ќе користи, да биде со подобри перформанси, за да може да ги извршува овие операции. Со што еве на самиот почеток се соочивте со вашите колеги? Можеби страв, љубопитност, отпор можеби во крајна линија или пак евентуално некој ентузијазам да се научи нешто повеќе, за да се примени потоа, да се олесни нели самиот образовен процес? Најмалку присутно беше отпорот. Највеќе ќе кажам ентузијазмот, можеби бидејќи сите согледуваме дека мораме да бидеме во тренд со технологијата, не смееме да дозволиме технологијата и времето да не прегази. На почетокот се соочувавме со истиот проблем сите. Односно, што нуди вештачката интелигенција? Сите нудаат одредени можности, одредени привилегии, но доаѓаме до еден момент каде што не ограничуваат. Односно, имаме платени верзии и слободни верзии. Кога имаме слободни верзии, тука сме ограничени на број на налози, или одреден број на токени и одредено време траење, кои што по искористување на истите повторно ни бараат да бидат платени. Додека имаме и верзии кои што се целосно платени и ни даваат многу поголеми бенефити. Нешто кое што ние се залагавме секогаш безбедноста. Што е побезбедно? Дали бесплатниот, open source софтверот или платената верзија? Се одлучивме дека најдобар избор е секогаш платената верзија и за таа цел на сите наставници кои што се дел од вклучени во овој проект, им обезбедивме Microsoft A3 лиценца. Досега сите наставници во образованието имаат A1 лиценца покриена од Министерството за образование и наука. Ова е A3 лиценца која што нуди дополнителни поволности, за да може да каже и повеќе за A3 лиценцата, ако сака. Значи, јас како Microsoft администратор на моето училиште имам можност да активирам A3 лиценца со дозвола на Microsoft и нормално тие се многу поевтини во споредба со овие што може да ги купиме на пазарот. Предноста на A3 лиценцата и Copilot-от кој што е вклучен во таа A3 лиценца е со тоа што ние можеме да креираме агенти. Тоа е многу битен момент, бидејќи при користење на GPT или било која друга алатка, кога истражувате или кога пребарувате нешто, се поврзува на целиот интернет и може да добиете некои неточни информации. Со креирање на агенти во самата A3 алатка што имаме во Copilot, ние можеме да се ограничиме, пример за одреден предмет, да ја ставиме програмата годишна, дневни тематски подготовки, да ставиме учебници и некои линкови кои што се однесуваат на таа тема, пример, да речеме математика, биологија или било кој предмет. И понатаму со тој агент веќе креиран, кога ќе се даде на користење на детето, нема да халуцинира, односно ќе добива голем процент точни информации, што е многу битно, затоа што ние се соочуваме со проблемот кога децата користат вештачка интелигенција дома или наставниците со приватни мејлови, тоа е еден момент, ги насочува кон погрешни информации. Со овие мејлови, што би рекол и препорака моја до сите наставници да користат службени мејлови кои што завршуваат на Edu, се добиваат голем број на алатките бесплатни, во бесплатни фри верзии и понатаму може да си креираат агенти. Тие агенти се многу корисни за специјални области. Фактички се создава една мрежа на сигурни информации кои што ќе можат сите меѓу другото и да ја користат. Точно така. Не само што се создава мрежа, тоа е битен момент за нас. Еве, МОН веќе има активирано со SchoolsMK акаунти из цела Македонија, имаат учениците, имаат наставниците и како што гледам сега со дигитализацијата, со тие акаунти веќе тие пристапуваат до некои поволности. Во истиот момент, таа мрежа би била заштитена и би се споделувале сите информации во таа мрежа. Значи, би била позаштитена за разлика од целиот интернет, каде што веќе имате напади на таа мрежа и може да имате некои проблеми.
Па од тука можеби се создава нели заблудата во јавноста која што има нели за вештачката интелигенција, за начинот на кој што се користат нели алатките. Особено ве споменавте ChatGPT, помладата генерација веќе за независно дали се работи само за вообразовниот систем, дали се работи за одреден предмет, ги користи нели. Но опасноста секогаш постои дали тие се сепак точни информации, добро потврдени од извори кои што нели би им користеле како дополнителна додадена вредност во формалното образование и слично. Дали во врска со изворите секогаш е тоа така, дали вештачката интелигенција може да халуцинира? Да, може, доколку се наведе на погрешен извор на информација. Таа ќе мисли дека тоа е навистина точно и ќе ни го даде тој одговор, иако можеме нели во комуникација пак со вештачката интелигенција да им кажеме дека е неточно, таа ќе рече да, се извинувам, точно не е точно, ќе проба на друг начин и може повторно пак да го наведе грешниот начин. Затоа ние и за време на оваа работилница и секогаш кажуваме дека многу е битен изворот на информации. Подобро да биде помално сигурен извор на информации, отколку да биде отворен систем или извор на информации. Каде е сега вака би ја нашле таа поврзаност, врска меѓу образованието и вештачката интелигенција? Земеме пример изготвување на една дневна подготовка. Една дневна подготовка нели мора да содржи 3 фази: воведен дел, главен дел и завршен дел. Може, освен нели оној административниот темплейт, урнек да ни го пополни вештачката интелигенција, може конкретно во секој дел, дали во воведениот, може да побараме дај ми воведни 5 прашања за одредена тема, или може да биде дај ми завршни 5 задачи за друга тема. Може и главниот дел, особено интересен дел е делот со анализи. Доколку ние му дадеме добри табели, добар извор, и му кажеме да направи детална анализа на истите, крајниот резултат е навистина доста добар и доста брз. Можеби нас ќе ни треба многу повеќе време за да сработиме истата таа работа. И затоа кажувам, да, вештачката интелигенција треба да ни биде помошник во целата наша работа. Ние, наставниците, треба да го креираме часот од паралелка до паралелка, од оделение до оделение, од ученик до ученик има разлика и затоа мораме и ние наставниците наставната содржина секогаш да ја прилагодиме спрема моменталната состојба во училницата. Така да вештачката интелигенција ќе ни биде помошник, односно ќе го забрзува процесот за да може повеќе воспитниот дел и оној нашиот креативен дел да дојде до израз. Знаете, веднаш кога ќе се спомене нели сега нормално рековте, мора да го следиме развојот на технологијата, бидејќи тоа е практично новото време кое што ја олеснува во крајна линија и работата на наставниците, па и информациите кои што треба да стигнат до учениците. Меѓутоа, дали постои оној страв дека ќе се изгуби традиционалниот начин на комуникација, на едукација во училиштата? Напротив, јас мислам дека со вештачката интелигенција ќе се зајакне тој начин на комуникација, емпатијата ќе се подобри, бидејќи наставниците ќе имаат повеќе време да се осврнат кон учениците. Пример, еве, конкретно, за наставникот веќе не е проблем да најде информации. Јас од тоа што истражував во мојата 20 годишна кариера работна како наставник по математика, можам да заклучам дека, пример, во соседна Грција имаме еден куп материјали кои што се на грчки јазик, меѓутоа тоа е толку едноставно со вештачка интелигенција, има плагини во самите браузери кои што може да ви го преведат и вие да го користите во вашата настава. Исто на бугарски има, да не говорам за Германија, каде што веќе има толку многу развиено и материјали, дури користат виртуална реалност, така натаму во обука, не само за гимназиските паралелки, за стручните паралелки, каде што се инвестира огромна сума на пари за да се подобри образовниот процес. Така. Значи, ова практично би била и еден вид на помош и во индивидуализација на пристапот на самиот професор, кој што треба нели да го пренесе знаењето од одреден предмет, независно нели за кој предмети се работи. Да, делумно да. Во делот на заштитата на податоците.
колку овие алатки го заштитуваат податокот кој што се внесува и генерално сега кога ќе ја користат, нели, наставниците рековте начинот на кој што да биде побезбедно, нели, како тоа се да го направат, меѓутоа како може да се заштитат податоците кога се применуваат, се користат овие алатки на вештачката интелигенција? Затоа ние кажавме, тоа е добро што МОН веќе има активирано такви имейл адреси кои што би рекол службени, тие се во одредена средина која што е доста добро заштитена. Искрено да кажам, дури не може да примите мејл од надвор од некоја, нели, друг сервер. Тоа веќе мислам дека не е проблем ако се користи на овој начин, меѓутоа ако се користат приватни мејлови, тоа е веќе проблем. Знаете сите дека било која алатка што ја превземате, веднаш ви бара да се согласите и тоа веќе со новата легислатива на Европската Унија веќе мора секоја веб страна да достави таков плагин за да може да се согласите, за да може да продолжите да користите. Меѓутоа една работа што е интересна, веќе образовните системи се менуваат. Наставниците веќе не се толку изолирани како порано кога немало никаква комуникација меѓу учениците. Сега веќе се оди на хибридна настава, односно вие предавате на часот, понатаму давате некои задачи, ги решава, давате домашна задача и веќе ја следите онлайн. Значи, напредокот на секој ученик веќе го имате на телефон или на компјутер и гледате колку сработил. Тоа е една плюс придобивка од вештачката интелигенција, интернетот и новите технологии што ги имаме сега. Сакам само малку да се надоврзам овде. Зено спомна, користење на приватните адреси секогаш имаат една споредна врата која што може да ги злоупотреби нашите информации, но дополнително секогаш нагласуваме дека многу е битно да не се споделуваат никакви приватни податоци без разлика дали е за интерна употреба, дали е употреба како наставник или во приватен живот или во службена употреба, никогаш да не се споделуваат приватни информации или да се споделуваат информации кои што можат да наведат до конкретна личност. Вештачката интелигенција прави портфолио за секој од нас. Доколку ние неколку пати исконтактираме со неа, нели, побараме одредени налози, барање, како и да го наречеме, промпт, напишеме различни промптови, таа веќе креира одредено портфолио за нас, знае како ние размислуваме и знае што ние очекуваме од неа, делумно. И затоа многу е полесно, пак ќе кажеме, вештачката интелигенција да ја користиме како другар споредник во целото ова патешествие. Дали практично со тоа го менува начинот на кој наставниците ќе ги подготвуваат и ќе ги оценуваат потоа учениците? Затоа што сепак, нели, она секојдневна комуникација, проценка веднаш која знаете, сега самата оценка во крајниот образовен систем, која што е, нели, круна веќе на се тоа што се работело во текот на целата година и како се совладала, нели, целата наставна програма, вклучува меѓу другото не само знаење, туку и, нели, вклученост на самиот ученик, редовност на ученикот во наставниот процес и така натаму. Дали сега ова го менува тој принцип и на предавањето и на оценувањето? Дефинитивно да. Веќе нема класична настава, креда, табла. Оценувањето може да се оди до многу детали. Значи, ако имаме ние во наставна програма според стандардите што треба да оцениме, предноста е што ако моментот ученикот не е подготвен за тоа што треба да го знае, ние можеме да дадеме простор понатаму било кога да го покаже тоа што треба да го знае. Нормално со користење на овие алатки. Пример кај мене на час, ако некој не успел да научи нешто од одредена тема или не знае да реши некоја задача која што мене ми е потребна за да ја ставам 5 оцена, нормално таа јас подготвам за негово ниво, ја прилагодувам, велам да ворете, еве со помош на вештачката интелигенција таа ќе те води, нема шанси да сгрешиш, ќе ти покаже ако си сгрешил ќе те врати, нема да изоли да продолжиш натаму. Тоа ми беше достижењето, можностите за грешка. Така, работи со неа, ќе те доведе до точниот резултат. И првата работа ја што ја барам е да успее со помош на вештачка интелигенција да реши задачите. Сепак говориме за некои покомплицирани задачи, речеме милиот аритметика или алгебра и така натаму, каде што со помош на вештачка интелигенција он ќе успее да стигне до решението. Тоа е првиот чекор кој ја што го барам. Вториот чекор е тоа да го напише во тетрадка. Третиот чекор е да излезе да го реши пред сите деца
Со помош на вештачка интелигенција и последниот чекор е тоа истото што го решил со помош на вештачка интелигенција да го реши сам на табла со креда. И ги мотивира ли тоа повеќе учениците да се вклучат, еве? Сепак се работи за цел еден процес, нели, како ќе се наметне еве оваа нова алатка во образовниот систем. Каков е интересот на учениците? Учениците се восхитени од тоа. Што им го леснува на еден начин нормално патот, може било кога да каже професор, јас сега сум спремен. Можам да одговарам. Не е како порано наставникот да нема доволно време да ги испраша сите, да разбирате дека имаме ние во средно образование по 34 ученици во еден клас. И сега дали ќе успее наставникот да ги оцени сите, ако прави класични тестови секој понеделник со пишување и после тоа да ги преведе од дома, тоа ќе му зема многу време. Сега е друг моментот. Значи, може да работат сите, колку сакаат да работат, кога сакаат, вечер во 12 часот може да го работи тоа што треба да го сработи или кога има време. Нормално треба да го сработи тоа. И го следи вештачката интелигенција, тој напредок, јас имам извештај во проценти, колку проценти се овладело тоа што треба да го има, да го знае. И тоа е за учениците добро, затоа што се забележува дека има надпревар меѓу нив. Тоа е многу битен момент да се види кој е подобар, кој колку подобро стигнал, кој колку повеќе задачи решил. Не зборам само за математика, и за било кој друг предмет тоа може да се прилагоди, и тоа е битен момент кога децата почнуваат да се надпреваруваат меѓу себе, кој повеќе знае. Порано беше, стани, не знаеш, единица и завршена работа. Следниот ред кога ќе дојде за да поправат, следниот ред може ќе биде во јуни, јули, август. Едноставно не имаат шанса да го поправат. Со помош на вештачката интелигенција, мислам дека треба да се даде шанса на децата што не успеваат да стигнат да го довршат тоа за време на часот, да се довршат дома и понатаму да се трудат да го совладаат тоа што треба да го знаат, односно да покажат знаење. Тоа е едниот момент. Вториот момент е со помош на вештачката интелигенција веќе им се дава можност и на децата со пречки во развој. Има доста материјали на интернет со кои што ќе може да им се помогне и на нив да се овладуваат материјали. Знаете, со инклузијата веќе тие се вклучени во образовниот систем и наставникот нормално пак нема доволно време, нели, да се ги оцени сите деца, а плюс дополнително за овие деца со пречки во развој, меѓутоа со вештачката интелигенција треба да се олесни работата нормално со помош на педагошката служба. И да се креираат програми директно наменети така за нив. Сега кога говориме за стручни училишта, бидејќи доаѓате од стручно училиште, како ете употребата на овие алатки е кај рече професорот за сите предмети е, нели, индивидуално сега кој како ја гради и како ќе ја применува, меѓутоа што е со стручните предмети во стручните училишта? Многу со користење на вештачката интелигенција може и не само на вештачката интелигенција, туку и на виртуелната реалност, може многу голем дел од оние практични вежби, лабораториски вежби, да бидат, она што каже Зенафер, достапни во било кој временски период. Односно, не мора учениците цело време да бидат или во лабораторија, или да бидат во работилница, туку може со користење на виртуелни симулатори да истите вежби, делумно истите вежби, да ги направат и во домашни услови. Потребен е само еден компјутер и вештачката интелигенција ги наведува. Односно ги учи чекор по чекор што конкретно треба да направат. Ако се работи еве за диагностика, планирање, 3D моделирање, нешто да кажеме, ние како, нели, автосообраќајен училишен центар се изучуваат или се образуваат кадри од повеќе струки. Дел од профилите во кои што јас предавам, тоа се машинскиот техничар за моторни возила и техничарот за возила на алтернативен погон, каде што конкретно дел од стручните предмети се токму тоа: испитување, диагностика кај моторните возила. Денешните тестери, ОБД тестери, скенери, додека порано ни ваделе само код на грешка, па сме морале да бараме сервисен прирачник, па да видиме кај е тој код на грешка, па врз основа на таа информација која што ни е добиена, па да бараме конкретно на возилото. Денешните тестери веќе со користим пак е тоа вештачка интелигенција, освен кодот на грешка, ни го дава описот на грешка и дури ни кажува на која локација
се очекува да биде тој проблем. Изострена прецизност практично. Точно така. И ни ги дава параметрите кои што ние би требало да ги очекуваме при мерења, при испитување на конкретно тој сензор или тој уред. Така, учениците верувам дека сега во оваа прва фаза мора да поминат, нели, колку професори ќе поминат низ целиот овој процес? Во првата фаза се обучени 20 наставници. Таа беше обука минатата недела или предмината, не можам да се сетам точно. Понатаму тие треба да обучат по 5 наставници, значи во прва фаза, нели, бевме ние околу 4 навигатори. Понатаму на 20 наставници, тие 20 по 5 треба да обучат. Тоа е трета фаза и мислиме дека со таа фаза веќе проектот е при крај, не значи дека завршува, тоа може да продолжи и понатаму со работа. Сигурно ќе се надградува секако. Има уште еден дел кој што е не е дисеминација во училница, туку применување на овие алатки во реални услови, односно во самата училница. Да, ние, јас и Зенафер и останатите колеги применуваме, не значи дека и другите применуваат, но еве на кој начин веднаш може да ја применат сега, да речам после обуките, како еве професорите веднаш би можеле да ја применат? За време на обуките на работилницата им беше дадено А3 лиценца, можност за да имаат неограничен пристап кон Office 365 и Copilot. Во Copilot може да креираат агент, може да поставуваат промптови и она кое што ние го работевме за време на работилницата е како правилно да го напишат налогот и како истото тоа да го преточат во една дневна подготовка и каде конкретно во самиот дневен час можат да користат наставниците вештачка интелигенција, а каде да побараат од учениците, истите ученици кои што ќе видат на тој час и во текот, пример, од месец декември до месец март, да некаде крајот на март, повторно ќе имаме работилница, ќе ги сумираме нашите искуства од оваа примена на вештачката интелигенција, ќе дадеме секој своји забелешки и се надеваме дека ќе допринесат за по-конкретно и по-прецизно користење на вештачката интелигенција во образованието. Рековте дека овој проект е во 2024 година со партнерство меѓу 5 земји. Какво е искуството од вашите колеги од надвор? Како веќе овие алатки се применуваат во образовниот систем и како се прифаќаат истите? Наставниците во овие 5 држави ја користат вештачка интелигенција со задоволство, бидејќи им ја улеснува работата. Минатата година бевме во Софија, таму со нивниот синдикат има една работилница, се договоривме како ќе функционираме. Сите наставници што беа присутни од овие 5 држави, нормално со задоволство ја користат и нормално дека на тој начин водење на настава улеснува многу. Тоа е многу битен момент. Значи, голем дел од наставниците ќе кажат да, што јас користим од тоа. Еден прост пример ќе кажем. За да одите на работа, пешки ќе ви одземе, например, половина час време. Меѓутоа, ако одите со автомобил, ќе ви земе 5 минути. Целата идеја е да вие се обучите да научите да возите автомобил. Тоа може би ќе трае 6 месеци, може би ќе трае година, дена. Но придобивките подоцна така. Таа е споредбата што ние имаме сега со вештачката интелигенција. Сега, дали секој ќе сака да научи да вози автомобил, тоа е, нели, индивидуално. Меѓутоа, тие наставници што ќе се потрудат да научат нешто плюс, да се усовршат, ќе им биде улесната работата. Точно е, во сите европски држави овие што беа, ја користат вештачката интелигенција и тоа да не говорам на кое ниво. Говориме за Германија и другите европски држави, веќе се стигнати на многу високо ниво. Кога говориме, рековте дека индивидуално е како ќе ја прифатат, меѓутоа интенцијата е да сите почнат да ги искористуваат, придобивките да бидат многу поголеми отколку стравот, можеби она што го спомена преиска отпор, не во смисла на отпор дека секој наставник индивидуален пристап има и во самиот образовен процес како својот предмет го предава кон учениците. Меѓутоа во смисла на тоа дали можеби генерацијски, еве да кажам, помладите колеги полесно го прифаќаат затоа што знаат дека веќе модерната технологија и развојот оди непрекинато и тоа е еден процес кој што сигурно нема да запре, туку ќе се унапредува
и нешто во што ќе мора и ние да го фатиме чекорот, побрз чекор напред, би рекла. Дали помладите се по-вешти со технологијата? Или има страв кај повозрастните колеги кои што пред пензија се или можеби завршуваат, пак завршуваат кариерата. Индивидуално, не значи дека по дефолт секогаш помладите Да, не генерализираме, меѓутоа сепак како е прифатено. Дали помладите се повешти, точно така, се повешти, но ние како наставници, мислам, покажавме во време на COVID пандемијата, дека сме флексибилни и дека лесно можеме да се прилагодиме кон нешто ново. До тогаш немаше онлайн настава, ретко кој од повозрастната категорија на наставници користеше дел од овие онлайн алатки, дали ќе е за комуникација, дали ќе е за креирање на наставни содржини, но во краток временски период се прилагоди на потребите на наставата. Така, знаете зашто да не, еве сега бидејќи доаѓате од стручно училиште и знаете веднаш вела дека занаетите знаеме дека се и многу барани и многу ценети, но и некогаш се практично на заборав. Сега ова училиште кај вас ги надградува нели постојано и има да речеме наставни содржини кои што ги привлекуваат се поголем број на млади деца, млади личности, ученици, бидејќи ги знаеме и придобивките од стручните училишта колку се барани. Пазарот на труд практично веќе ја диктира потребата нели од нови генерации. Меѓутоа да не се чувствува дека некој, да кажам, еве професии би станале загрозени. Со користење на вештачката интелигенција. И од самиот брз развој. Во стручното образование сметам дека ниеден образовен профил, ниедно занимање, особено занимање, не може да биде загрозено од вештачката интелигенција. Секогаш ќе биде битен тој човек фактор. Занимањата никогаш не можат да изумрат. Да, и таа вештачка интелигенција се напојува со електрична енергија. Така, некој мора да ја поврзи, тој компјутер, некој мора да го поврзи, некој мора да го креира, некој мора физички да го состои. Затоа занимањата никогаш не се загрозени од вештачката интелигенција. Така. Што е со, еве, бидејќи предавате и сте во секојдневна комуникација со млади лица кои што ќе бидат таа моторика, тој двигател нели на општествените случувања во земјава, што е со развојот на критичката мисла? Сепак овдека нели зборуваме за вештачка интелигенција која што, ајде да кажем, на некоја брза лента ги дава информациите, достапноста на информациите, но што е со онаа комуникација секојдневна и со тоа што го велиме ние размислување на младата личност, градење на некој критички став? Во математиката тоа е многу битно. Се извинувам. Сигурно и во стручните предмети е битно, да речеме, меѓутоа и во останатите се. И тука е некој индивидуален пристап и на самиот професор или на учениците, меѓутоа. Кога нешто работите, треба да знаете зашто го работите и на крајот тоа што ќе го добиете, да ви биде јасно зашто ќе го користите. Тоа критичко мислење е битно затоа што со вештачката интелигенција добивате многу информации. Тие информации не можете да ги проверите во зависност од каде ги добивате. Затоа се тука наставниците, нели и постручни лица од наставниците за резултатите што ќе се добиваат да се проверуваат. Најчесто во стручното образование веќе имате некои резултати, може да го видите, меѓутоа при решавање на некои проблеми на хартија, тоа што ќе го добиете на хартија како бројка. Таа бројка веќе треба да вклучите мозок и да видите дали бројката има некаква врска или нема врска со тоа што сакате да го добиете. Точно е, ќе се развива критичкото мислење, децата што може да се забележи, многу е битно на која возраст веќе почнуваат да ја користат вештачката интелигенција. По моје мислење, знаете, и за да користите смартфон во европските држави веќе дозволуваат над 16 години, во некои други 13-14 години. Нашите ученици што се на возраст или средношколска, за нив е во ред, може да се користат телефоните и општо вештачката интелигенција, меѓутоа многу внимателно, затоа што било која информација што ќе доаѓа преку вештачката интелигенција треба да се проверува. Ако успееме ние со вештачка интелигенција да ги научиме децата да го развиваат критичкото мислење, односно да создаваат повеќе синапси во мозокот, не чисто само да добиваат како
бројки, резултати или полесно се. ќе препознаваат што им користи, што не. Точно така. Так. Каде еве можеме да кажеме ќе ја гледате улогата на вештачката интелигенција во училницата за следниве 5-10 години? Добро прашање. Ќе кажеме нешто кое што и досега го кажавме. Насочено учење, индивидуален план за ученик, каде што многу полесно со користење на вештачката и побрзо со користење на вештачката интелигенција може да го креираме. Неограниченост со временски услови, оно што го кажавме, изведување на лабораториски практични вежби со помош на симулатори, со користење само на еден лаптоп или на еден персонален компјутер и нормално подигање на критичкото размислување и самовреднување, односно самооценувањето. Тој може со користење на вештачката интелигенција сам да си го одреди пример, пак ќе се навратам на почетокот, на нивото на јазик. Така, со решавање на неколку последователни тестови може да си ги одреди нивото за одредена вештина. Дали е за јазик, познавање на јазик, дали е познавање на IT технологија, познавање на одредени софтверски пакети, така да Кога ќе споите занаед технологија, мој кналатка ќе добиете. Кога ќе, еве, говорите за математика и информатика, исто така големо искористување еве на потенцијалот што го нуди вештачката интелигенција, но што е со останатите предмети? Треба да ја олесни работата. Еве, јас ќе ви давам еден пример. Разговарав пред 20 на години со еден многу добар доктор и го прашав него во 1954 година како се одвиваше наставата кога ти беше ученик. Тој ми рече дека во тој период ние имавме на црна табла и камче. Имам добро како учевте. Моравме све да учиме на памет. Единствениот кој што имаше алатка беше наставникот кој што имаше една тетатка и пенкало и во тетатката ги имаше сите лекции. Ајде да се вратиме сега во шегасноста. Значи сега секој дете има компјутер во џеп. Значи може да го извади телефонот и да разговара со телефонот. Не само децата, тоа и за повозрастната популација каде што нели имаат проблем со видот или не може да напишат порака, едноставно го вадат телефонот и може да го прашаат било што. Меѓутоа пак е битно која апликација користи и за што користи. Значи нема потреба да се јавува. Под наводици, значи кај доктор мора да се јави, меѓутоа да се консултира за некои работи може и со вештачката интелигенција, меѓутоа сепак треба да си провери. Што се случува понатаму? Сега во сегашноста е вака. Следните 10-15 години може би нема да имаме потреба да носиме со нас телефони, може би ќе имаме некој вграден чип. Тоа ќе остане да видиме. Меѓутоа, она што рековте, мора и во делот да се внимава и во делот на безбедноста, и во делот на етиката, и во делот на одговорната употреба во крајна линија кога се работи за вештачка интелигенција, за да може да се направи нели дистинкција на нешто што е навистина корисно и нешто што ќе го унапреди знаењето. Ви благодарам многу што издвоивте време и што бевте денеска дел од нашата емисија. Верувам дека ќе има после завршувањето на циклусот, ајде да ги наречеме овие што беа работилници наменети така за наставниците, ќе се прошири подоцна и знаењето да се пренесе кај учениците, па ќе морат ќе можат некоја практична примена да имаат во целиот наставен процес. Секако за добро на учениците, нешто што ќе олесни работата на наставниците, ќе не стави во ова модерно време да можеме да ги искористиме овие знаења дополнителни, да имаме придобивка во крајна линија. Така, Свето, ви благодарам на поканата и на пријатниот разговор. Ви благодарам уште. Не беше навистина чест. Почитувани, правиме кратка пауза и се враќаме повторно во студиото. Останете со нас.